Почитуван, новото нормално на Заев и луѓето околу него е, додека Македонија брои жртви и починати од корона, институциите под нивна контрола да ги спасуваат криминалците како Ден Дончев. Целиот државен систем на Зоран Заев и јавното обвинителство на Вилма Русковска е ставен во функција на штитење на криминалот на Ден Дончев. Финансиските институции за истрага и прогон и јавното обвинителство со години не смеат да процесуираат предмет против главниот играч на Заев, Дончев. Медиумите објавија аргументи во јавноста дека Дончев, спротивно на закон во два наврати, еднаш во 2018 и втор пат во 2019 година, се стекнал со 50.000 евра и 80.000 долари на изменично. Аргументите и доказите кои ги посочуваат медиумите се очигледни. Дончев се стекнал со десетици илјади евра на нелегален начин. Криминалот го гледаат сите, само не институциите кои се должни да го санкционираат. 2 години немало и се уште нема никаква реакција нити од Управата за финансиско разузнавање, ниту од јавното обвинителство на Русковска. Јавното обвинителство не го санкционирало Дончев во 2018 година и со тоа дозволило истиот повторно да го стори истото незаконско дело и во 2019 година. Обвинителството кое 2 години го штити Дончев продолжува истото да го прави и сега, откако во медиумите излегоа сите аргументи, но и обвинувања дека за Дончев има комплет докази и за трето и четврто кривично дело во јавното обвинителство, како тој преку посредници годишно земал и до 2 милиони евра од приватни фирми кои имаат соработка со Фондот за здравствено осигурување на Македонија, за истиот навреме да им плати за сработеното, но и за рекет врз Вера Иванова, собственичката на Диамет. И покрај бројните криминали кои му се ставаат на товар и за кои јавноста дозна преку медиумите, а не преку институциите, и кои беа главната причина за оставката на Дончев, јавното обвинителство го спасува. Имено, обвинителството го тргнало Дончев од стоп листа за излез од државата и со тоа практично му остава отворена можност истиот да ја напушти државата. Јавното обвинителство со своето непостапување ќе биде директно виновно доколку Дончев се впушти во бегство и не се соочи со правдата во Република Македонија. Со Социјалдемократскиот сојуз имаме само криминал и корупција. Македонија тоне. Потребна е итна стратегија за излез од кризата. ВМРО-ДПМН има план за обнова. ВМРО-ДПМН е различно од СДС. Со СДС и Заев добивме хибриден режим, неспособност, криминал и сиромаштија. Благодарам.